градината. Ама јас сум многу дебел и се заморувам уште на половина прошетка. Затоа ќе го наградам градинарот, а ќе го казнам готвачот. Но ти ми прави многу вкусни манџи од кои што јас сркам додека не се измори лажицата. Да. О, моја кралице, бистрице, бистролка. Повели кралице на половина кралство и на цело моје срце. Исто така, важна територија. Значи, Страшимире, втори ти не се разбираш од збор. Насекаде и везден со оваа круна. Остави ја на престолот. Нека ти ја краси главата кога донесуваш кралски одлуки. Тоа, кралице моја бистрице, не може и не смее да биде. Дворјаните со итрец си имаат работа. Мене, некој да ми ја земе круната и да стане крал, додека јас сум жив. Тоа не може да биде. Туку, дали да молчам или да кажам? Те молам, ако е за мојата одежда, не сакам да слушнам ниту збор. А ако е за косата, прифаќам само пофалби. Твојот роднина, Храбрило, синоќа на балот страшно ме навреди. Го слушна ли? Доаѓа нашиот стар крал Страшило. Каква дрскост мене да ме нарече стар. Навистина многу невнимателно од него. Да. Ќе гледам да заборавам да го искарам. Да. Кралченце мое, мажуленце. Веќе со 3,5 чекори си навлезен во 7-та десетка. Да, си бил батко, си бил чичко, сега си дедо. Какво ти е тоа, книжуленце? Му помагаш на писарот? Не, го донесе брз гласник на запенет поњ. Повели. Ај! Страшно. Умрел кралот на соседното кралство. Лепкар вториот. Ај, што е ова како некоја чума да владее по царевите? Ај, еве, и мене нешто не ми е добро. Срцето ми бие како две камбани. Да не е на мене редот. Хајде, совземи се. Совземи се, малку прибери се. Што кум ќе беше тоа веднаш ти го одредил наравот со името Страшимир? Штета за кралот Лепкар. Ич не се сакавме. Срдечно се пизнете. Последен пат се скаравме кога еден фазан премина од моето ловиште во неговото пасиште. Ајде, продолжи сама. Нов Еким ќе вика, а веќе 10 мина ги набрка. Запомнив, Ваше Величество. Денес ручникот ќе би го сервирам пред појадокот. Ти мене не ми дозволуваш да ослабам Стојче. Викајте не Стојмир. Инаку денес виде вашиот нов лекар, познат Еким и чудотворец. Слушај вам, ако не го знае лекот за вечност, ќе го фрлам од најдолниот прозорец на кулата. Така да знаеш. И ајде, побрзо работи, Стојче, гладен сум. Викајте не Стојан. Значи, од сите јадења помалку. Помногу Стојане на кралска плата, помногу. Сепак, Ваше Величество, викајте ме Стојче. Значи, ќе почнеме со торта, ќе завршиме со чорба.
Ала Лукијада. Нема лук, има магнум на здравје. Значи лук и вода. Да. Добре дојде Екимче со смешно име Трескало. Врзи прст, ваше височество, врзи прст. Зашо да го врзам кога не ме боли? Јас сум гостопримлив човек. Ајде, земи напи си една чаша вода. Напи се две, а кој гледа трошок? Не благодарам, ваше височество. Јас сум учен, преучен и не верувам во поговорката дека здравието влегува преку устата. Напротив. Ова не беше непромислен потек. Ова беше грижа за вашето здравие. Го имам и тука, лекот за вечност. Па што секаш уште една рало уши? Слушам? Вие, ваше височество, сакате да живеете долго и среќно. Сакам да бидам долговечен и сакам да владеам вечно. Нека умират оние будаличишта таму, а јас сакам да владеам со нивните синови, со нивните внуци, со нивните правнуци и... Ова што ќе ти го кажам, не смее да излезе надвор од овде. Сакам секои 10 години да се преженувам со нова царица. Кажувај каков е лекот. Плаќам со суви златници. Ваше височество, јас сум роб на науката и овоземски богатства мене не ме интересира. Златници не се подметнати грошеви. Не, благодарам, ваше височество. Нема не, мораш и ќе ги земеш. А ти, ако сакаш дај ги на сиромашните, и онака утре се бајле, ќе им ги земам со нов данок. И така се во круг. И ќе се то пак кај мене. Каков е лекот? Многу едноставен. 3 оброци на ден, во строго определено време и во строго одредени количини, ваше височество. Половина сомун леп неделно, 1 чашка вино, 1 чашка ракија, 1 чинија каша, овошје и зеленчук. Ова е упатството. Држете се до упатството и смртта може да пукне од завист. Ова е малко. Речи си ништо. Лек за лелек. А од друга страна пак ми се сака да живеам барем 1000 години. Екимчо, ајде ти кај мене, да се грижиш за мене. Соба во кралскиот дворец. Од денеска натаму ти си кралски еким. Ваше височество, вие ќе бидете старосен, крепосен и вечен. Јас прв ќе умрам за да видите дека не велаш. Па се разбира дека ќе умреш прв, кога јас ќе живеам вечно.
свеќа таму. Па што да правам, Екимчо? Едно глупче цела ноќ ме го знемируваше, не можев да заспијам. Слегов да земам малку храна да го вабам. Екимчо, како најдобро се вабат глупчиња, со пили-пили или со гуди-гуди? Ме разочаравте, ваше височество. Се расипа лекот, ви се скрати векот. И па што да правам, Екимчо? Дење ми се живее, ама ноќе ми се јаде. А долговечноста? Вечноста? Кој ќе да знае? Двајца сме. За твое добро, а и за мое добро. Ова како да не се случило. Хајде сега и двајцата ќе ги изгаснеме светите и одиме на спиење. Ај, килимот ви тоа ме сопна. Кој бара прием, треба и да зборува, а не да молчи. Повели Стојан. Денес се обзивам името Стојанче, господарке. Кралот сака да ме запусти. Знаете ли која е неговата последна заповед? Преиди на главното. Повели Стојанче. Сепак омилено име ми е Стојмир. Кралот ми рече, за утре ќе ни изготвиш само каша. Јас му реков, а задутре покорно молам. Тој ми рече, само каша, но со поинаков вкус. Јас му реков, каша си и каша, не може да биде пешено пиле. Тој ми рече, еден казан каша за целото царство. Јас му реков, а моите други 1100 рецепти. Добро, доста. Тој ми рече, јас му реков, откако се насели тој проклет текин во ова кралство, сите ќе умреме за јадење. Збогум, Стојмире, јас ќе ти помогнам. Викајте не Стојче. И сите ќе биде незадоволни. Роднино храбрило. Духовитоста е убава работа. Ама немој да ти се случи да претераш пак како минатиот пат на балот. Нашето царче е едно дрто старче. Шеф. Дозволете, но скокачот не се движи туку така. Во моето царство. Се ќе биде како што ќе речам јас. На мојата табла фигурите ќе се движат како што ќе сакам јас. Шах, шух, мат. Ви честитам на блескавата победа, господару, но дојде сум по едно друго прашање. До кога во дворецов ќе се метка оној непрокопса неким? Во него. Немој да ми чекаш. Него ќе го оставиш на мир. Тој се грижи за моето здравие, за мојот живот и за мојата долговечност. Ке живеам 100, 500... Не секам бројки пред моето житие. Ајде, оди дом. Јас немам влакна на јазикот, а и охрабрен од собственото име, ми Внимавај. Мојот джелат не е бербер. Сече подолу од косата. Го разбрав пријателскиот совет, господару. Ете, ќе си јадеме каша. Многу е вкусна. Сите ќе се жртвуваме за вашата вечност. Благодарам. Долго ќе си видам цар, долго ќе живеам јас. Си одам.
кралот не може да ме казни, затоа што тој прв го прекрши ветувањето. Си одам со радост. Ќе прашаш каде? Каде не прашувам. Не прашуваш? Не. Значи толку ти е гајле. Толку ми е. На разделба срдечно ќе ти речам. Ти воопшто не си никаков еким, ти си лажко. Благодарам. Го ценам тоа што луѓето ме ценат. Ама да ти кажам, мојот совет воопшто не е лош. Умерена храна, подолг живот. Но не и вечен. Како што си вообрази кралот Страшимир II. Кога тогаш ќе му дојде во главата? Ајде, одиме, Стојче. Викај ме Стојмир. Чув на разделба си му подарил некаква книга. Да, му подарив, ама мислам дека тој никаков аир нема да види од таа книга. Ама неговиот престолонаследник Змејко први, тој да. Одиме на исток, Стојмир. На запад. И викај ме Стојан. Исток. На запад. 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 На запад. Исток. На запад. Исток. На запад. На запад. И велиш дека сите ме напусти. И Екимчо, и Стојан, и Стојанчо, и Стојмирчо. Не е смешно, туку тажно. А Екимчето, иако не му наредив, ми подари книга. Бре, мажуленце. А да ти поставам јас на тебе една гатанка, прашанка, ке ми одговориш? Ако? Ако најдеш само еден, ти ќе бидеш вториот. Ајде, кажи ми да не се мачам. Знаеш дека сум навикнат се да добивам со лесно. За секоја навика има и одвика. Тоа е одговорот. Не, уменко мој. Одговорот е вечен човек. И едно мало појаснување. Нема таков. Не постои. Се што се родило на овој свет, кога ќе му дојде судниот ден, мора да умре. А вечноста е само список на добри дела. И сега, уште една приказна и сладко да си заспијам. Ова ќе ти биде за будење. А ќе ти ја раскажам во градината. Значи вака. Човекот му се помолил на Господа. Дај ми 1000 години живот. Јас би посекал барем 2 пати по толку. Можеш да си замислиш толк живот, моќ. Не ме прекинувај. И Господ му рекол, дадено е, синко. Но прво размисли. Сите твои врсници ќе бидат веќе одамна умрени. Сите оние кои што си ги сакал, ќе ги нема. А кој знае дали ќе те сакаат оние новородените? Ќе бидеш стар, без зап, наглов, подгрбавен. Ќе бидеш како несакан гостин на овој свет. Ајде сега добро размисли. Дали и понатаму сакаш 1000 годишен живот? Не. Јас би се одрекол од сето тоа моја бистрица. Значи, животот ни е омеѓан со разумна граница. А кога оваа твоја бела глава не е повеќе украс за оваа круна, Тогаш, тоа значи дека е дојдено времето за нашиот син Змејко. така е. Тогаш, ајде, кажи ми, дали има нешто, некоја изрека во таа твоја книга за оваа прекрасна роза? О, да, има. Оваа прекрасна роза ќе свене, но мирисот се памети. Да, тоа сепак значи дека јас никогаш
Нема да бидам вечен.